Чешки пасош се добива од 10 години непрекинато живење во Чешка, нема скратен пат, жената и децата ми се чеси. Ја земав по 10 години, пред тоа не постоеше начин. Значи имам и ние некоја информација дека таа практично нема чешко државјанство, туку дека има привремено граѓанство на Чешка, а не државјанство. Дека има добиено привремено граѓанство во Чешка и тоа сега го проверуваме. Да видиме од таму дали од Министерство за правда на Чешка ќе ни достават информација дали таа е чешки државјанин или е само има привремено граѓанство. Министерката за рударство и енергетика какво самочувство има? Ајде пуштите го видеото да ја видиме. Министерката Сања Божиновска. Господјо Божиновска, во јавноста остана неодговорено прашањето дали се уште поседувате бугарско државјанство. Дали е тоа релевантно за учетот за енергетика студена? Релевантно е за вас лично и за јавноста. Значи, јас поседувам македонско и чешко државјанство. Имам и македонски пасош и чешки пасош. Дали можете на увид на јавноста да го ставите документот со кој е прифатено вашето барање за отпуст од бугарските власти, односно кој ќе потврди дека во моментов не поседувате бугарско државјанство? Ќе проверам со адвокатите и ќе ве известам. Добро, уште едно кратко прашање. За да се добие бугарско државјанство, потребно е да се декларира дека се чувствувате за бугарин, односно за бугарка, и да се докажат бугарските корени. Па ако може да ни кажете дали се уште имате бугарска самосвест? На тоа прашање ќе морам да се консултирам со адвокатите, они ја водеа таа процедура. И тоа беше многу одавна. И за вашата самосвест? Значи, тоа беа изјави кои сега на вистина не се сеќавам, тоа беше многу одавна. Не го водев јас процесот, значи го водеше адвокатска канцеларија. Ви благодарам. За каква самосвест имам, консултирате го мојот адвокат. Како се чувствуваш во моментов, не знам, тоа треба да го прашате мојот адвокат како се чувствува. А како е тоа релевантно за емисија, како се чувствуваш? Релевантно е за јавност. Значи... Што? Па не знам како се чувствувам, треба да се консултирам со адвокатот. Значи, вака да разјасниме... Ти пишеш жена ти што сега за ручек? Не знам, праши го адвокатот. Сакаш шекер у кафето? Не знам, адвокатот праши го. Дали се чувствуваш гладен? Не знам. Тоа одамна беше да се консултирам со адвокатот да. Значи вака. Она извадила бугарско државјанство. Потоа кажа на пресконференција дека се откажала од бугарското државјанство, а за сега да кажува дека не се сеќава како се чувствувала кога ја водела постапката за вадење на бугарско државјанство. И она вика дека тоа адвокатите ја воделе таа процедура и била одамна за вадењето на бугарско државјанство, но на изјавата на која што треба нели да се потпишеш за дека имаш бугарски происход, треба да ја потпишеш лично. Значи лично треба да ја прочиташ таа изјава и треба да ја потпишеш лично. Не може адвокат да ја потпише во твое име. Значи за тоа полномошно нема. Треба да си ја потпишеш сам. Дека баба се ти, не, се декларираш што си од бугарски. Дај бе најдија. Чекај. Што си од бугарски происход и дека твоите предци биле имале бугарски происход и така натаму, за да кажеш дека за да докажеш практично со таа изјава дека твојот корен бил бугарски. И ти си од бугарски происход и сега си се само освестуваш. И си бугарин во чужбина. Сега. Не може да не ти сега да објаснуваш, едноставно можеше да рече не. Дали вашата самосвест е бугарска? Не. Толку. Зашто објаснуваше дека треба да го праша адвокатот да се консултира, одамна била постапката дали она имала бугарска самосвест. Она можеше да каже само не. Или да. Е така. И сега, што е многу интересантно. Она вика што е заборавила какав происход има и што е отказала бугарско државјанство. Арно ама,
бугарската агенција БГНЕС вели министар Божиновска од кабинета на Мицкоски се ошче е булгарски гражданин. Или да ви преведам, министерката Божиновска од кабинетот на Мицкоски се уште е бугарски граѓанин. Тоа значи дека она пред 2 месеци кога кажа дека се откажала од бугарското државјанство, излажала дека се откажала од бугарското државјанство, бидејќи незиното државјанство е се уште активно и немаат они добиено Постапка. Значи, Барање за постапка. немаат они добиено барање за покренување постапка за откажување од државјанство. Значи она воопшто не ни поднела барање за откажување од државјанството. Вака вика. По информацијата на источници на агенција БГНЕС в Министерството на правосудието кои што пожелали анонимност, сакале да бидат анонимни тие информаторите на БГНЕС од Министерството за правда на Бугарија, Божиновска няма издаден указ за освобождаване од булгарско гражданство. Де пушти го тој дел? Те да го видим. Самата Божиновска на няколку пати зајави, че е подала молба за отказ од гражданството. Самата Божиновска на неколку пати изјавила дека поднела молба, барање за отказ од гражданството. Таја тврди, че кон днешната дата притежава само македонско и чешко гражданство и няма български документи. Веројатно разбрав. Експертите од Министерството на правосудието в Софија соопштија, че процедурата за отказ од бугарско гражданство не се исчерпува со подавање на молба. Значи, и ова веројатно го изразбравте. Оттам припомниха, че получавањето на бугарско гражданство е на база на предоставени документи за бугарски происход и лично зајавление за наличие на бугарско гражданство. За наличие на бугарско самосознание в кандидата. Значи, она нема поднесено никаква молба, барање, ниту се откажала од нејзината изјава за бугарско самосознание или за бугарско Самоопределување. Не е самоопределување, сознание, самосознавање, Самосвест. За бугарска самосвест. Бугарскиот код по Дуево, да бе. Е од БГНЕС. Ште Саја Божиновска е измамила македонските граждани. Значи мами. През јуни тази година стана јасно, че таја е управлявала фирма в Хрватија со бугарски пасапорт. На въпрос прашање дали ќе покаже пред општеството документ потврдила, че вече не е бугарска гражданка. Божиновска од редиците на ВМРО отклони въпроса и посочи, че треба да се консултира с адвокатите. Ја мислам дека треба да се консултирате со лекар, а не со адвокат. Со вашиот лекар или фармацевт. Зашо ви го лажете, бе, македонскиот народ? Процедура е, апсолутно. Да. Имала фирма со бугарски пасош во Хрватска, но ако она поднела документи, тие веќе ќе биле влезени во процедура. Значи, она што кажа? Пред 2 месеци Божиновска кажа дека поднела документи и отпочнала постапка за откажување од бугарското државјанство. И ова што го вели Наталија, веројатно има многу логика. Поентата е дека она се уште ги поседува тие фирми кои што се регистрирани со бугарски документи и доколку сега таа се откаже од бугарските документи, ќе има проблем тие фирми кои што се на нејзино име со бугарски документи, кај што прави пари, што ќе прави со нив? Така е.
Ај тај имаме ли од бизнис моабити од кај Мишко незината изјава видеото, кај што она вика дека она се откажала од бугарското државјанство и веќе дека не поседува бугарски пасош и државјанство и дека го извадила од економски причини. Сега излегува дека она лаже, мами, што би рекле бугарите, дека воопшто поднела барање за откажување од бугарското државјанство. Да не правиме моабет дека има одговорност за тројно државјанство. Значи, што би рекол Мицкоски, у Бугарија има пет пати повише бугари, за Србија да не прави моабет. Значи, да не прави моабет за одговорност што има легална за тројно државјанство. Значи, она не е од економски причини или најмалку од економски причини. Она излажала цела македонска јавност. Прво на изјава запрашана до Мицкоски стоеше кога ја праша, дали има бугарско државјанство, таа кажа да, но сум во постапка да се откажам од истото. Потоа на интервју кај колегата Мишко Иванов излажа дека се откажала, веќе нема. И трет пат денес на пресконференција кажа дека се откажала, во постапка била, ама не била сигурна како се чувствува. Адвокати треба да кажат како она се чувствува. Дали као бугарка или као македонка. И денес, по незината трет обид да ја излаже македонската јавност, бугарската државна агенција БГНЕС излегува со информации и вели министерката Божиновска од кабинетот на Мицкоски воопшто нема поднесено барање за откажување од бугарското државјанство. Не, она мислела дека они ќе каже и демек народов нафта пие и никому ништо. Ај, пушти да видиме како лажела. Само еден коментар, Мечка, морам да прочитам. Вели Христо Спасевски. Дали ја сакаш жена ти? Да го прашам попот што не венчи и матичарот што не регистрира, тие ја водеа целата процедура. Да. Браво за коментарот. Ајде да видиме како лажела. Јас имам чешки пасош и македонски пасош. А од кај излезе бугарскиот? Значи во еден период во животот, како и многу македонци за економски причини, сум имала бугарски пасош и јас мислам дека сум една од ретките која се откажала, значи го сум го вратила државјанството и немам повеќе валидна патна исправа, ни бугарски пасош, ни лична карта. И никој не се занимава зашто имам чешки пасош. Зошто има чешки пасош? Никој не се занимава зошто он имава чешки пасош. Ама Мечка нешто не можеше чешки да каже. Иди, те префати, не ја пуштава више. Чешки. Зошто има чешки пасош? Цацпаковска. Ке се заинтересираме зошто имаш чешки пасош. Но ке се заинтересираме, ке видиме зошто. Ама сега во моментов нас ни интересно да се заинтересираме зошто лажеш дека си поднела документи да се откажеш од бугарското државјанство, дотолку повеќе што интервјуто кај Мишко Иванов во Бизнис Моабет и велиш се откажав. Чекај. Коментарите. Веќе немам валидна. Да пее шушка молика од Тоше. Шушка молика да бе. Шушка молика. Шушка молика, шушка. Да шушка. Шушка молика. Шенчеменче, како беше тоа, Боро? Шенчеменче. Затоа што се на државна агенција. Бугарска државна агенција и се ДАНС. Само еден коментар околу тоа зашто веруваме на БГНЕС или на било кого. Зашто, за да и веруваме на мистерката, требаше само да слика како го пополнила документот за откажување од бугарското државјанство. Фотографија од тоа, објавена на социјални мрежи или пуштена по мејл до сите медиуми, чао, пријатно, ние овој разговор немаше го водиме. Стварно, ја да бев на место на Мишко Иванов ки речев ова. Што?
Ова. Дали сте во Ај Македонија? кажи 6 чаши свеж швепс. 6 чаши шеш. Пасош. Пасош. Жеве, и зашто имам чешки пасош? Пасош. Даде на новинарите им е работа да ги најдат доверливите информации. Ама Иначе многу е лесно така, стај си класификација оп и јавноста нема да знае дека ги лажеш. Ама на новинарите работата е да ги дознаат тие работи кои што они ги класифицираат и ги кријат од јавност. Сега глеј. Пак не е прашањето, доставе па и ти. Па сите Прашањето. Сите шашкаат сега учат. Прашањето е тука зошто лажела дека нема валиден пасош, државјанство и лична карта. Не, Асен Полјанов откри ствари зашто шашка. Значи ја ќе го исклучам чатов. Секој македонец после 3 години у Шпанија почнува да зборува така како да е од цел живот да живеел во Испанија. Во Испанија. Како се викаше фудбалеров наш? Не бе не бе фудбалерот, Кира? овој Не бе, не, Голманов, Голманов бе. Како се викаше? Столе Димитриевски. Столе Димитриевски. Јас ке играш на оваа утакмица со голема чест и задоволство. Па така збори. Да, сите така збор. Зошто оде на таа утакмица со голема мотив. Шушти нешто каналот не се слушате убаво. Еми, еко види го, Шана шие на машина. Со што шише Сашо? Ја не можам тоа да го кажам бе. Шиш. Чешки пасош се добива од 10 години непрекинато живење во Чешка, нема скратен пат, жената и децата ми се чеси. Ја земав по 10 години, пред тоа не постоеше начин. Значи имам и ние некоја информација дека таа практично нема чешко државјанство, туку дека има привремено граѓанство на Чешка, а не државјанство. Дека има добиено привремено граѓанство во Чешка и тоа сега го проверуваме. Да видиме од таму дали од Министерство за правда на Чешка ќе ни достават информација дали таа е чешки државјанин или е само доставен песани. Шушана. Еко. Шушана. Моја. Не, на Еко знаеш што ќе му направам? Еко кога ќе има настап сега у ИФ, ќе му отидеме и ќе више ќе му правам на Чуј микрофон. мојта песен, Не, чуј Еко, мојот глас. ако испееш една цела песна, евена. Шушана е сама. Не. Ој шушу. Доставе па и ти. Шушана. Пее. Ај исклучи ми го микрофон. Дај сериозно свати работа. 5 минути се тайм-аут. Тайм-аут, 5 минути. Иван, какво е чувството? Да одува ветар многу на Госпоѓа Шања. Значи, госпоѓа Шања има бугарско државјанство и бугарски происход. А лаже дека се откажала. Има една бугарска Шушана, многу хубава песен. Банирај го, Мичо. Александар Бојанов. Мичо е чалгар. Благодаря. Абе, банирај го, Мичо. Шишета се сушат на 66 шосета. Бугарски мечка. Шања има 6 штана у Шпанија. 2 има. Има 2 во Шпанија, 1 во Португалија, 1 во Белград и 2 во Скопје. Ама во Шпанија морето е потопло, таму се бања, во Португалија е ладно. Океанот бил ладен.
Таму не се бања. Таму си го зајава јазикот, таму после на шушко. Од солта. Да. Од солта на шушко. Гледаш, до крај иде стварно. Да е достата еден, престај. Ајде да видиме како што кажа денес министерката Шања Божиновска на пресконференција околу незината самосвест. Дали има бугарска или македонска? Ајде да видиме уште еднаш. Господјо Божиновска, во јавноста остана неодговорено прашањето дали се уште поседувате бугарско државјанство. Дали е тоа релевантно за учетот за енергетика студена? Релевантно е за вас лично и за јавноста. Значи, јас поседувам македонско и чешко државјанство. Имам и македонски пасош и чешки пасош. Дали можете на увид на јавноста да го ставите документот со кој е прифатено вашето барање за отпуст од бугарските власти, односно кој ќе потврди дека во моментов не поседувате бугарско државјанство? Ќе проверам со адвокатите и ќе ве известам. Добро, уште едно кратко прашање. За да се добие бугарско државјанство, потребно е да се декларира дека се чувствувате за бугарин, односно за бугарка, и да се докажат бугарските корени. Па ако може да ни кажете дали се уште имате бугарска самосвест? На тоа прашање ќе морам да се консултирам со адвокатите, они ја водеа таа процедура. И тоа беше многу одавна. И за вашата самосвест? Значи, тоа беа изјави кои сега на вистина не се сеќавам, тоа беше многу одавна. Не го водев јас процесот, значи го водеше адвокатска канцеларија. Ви благодарам. Ке мора да се консултира со адвокатите. Ова на Горде Шупреш да ни е роднина. Значи вака, да бидеме посериозни. Значи имаме министер во владата кој што лаже за банални работи. Лаже за глупости, иако може да не лаже. Значи може да каже, не сум ја започнала се уште постапката, бидејќи бев зафатена со, не знам, енергетиката, но адвокатите имаат добиено полномошно да ја тераат таа постапка и што побрзо се заврши. Зашто имаше потреба, прашите ги адвокатите, не се сеќавам, пијана бев и така натаму. Зашто имаш таква потреба? Зошто да имаше потреба да кажеш не знам каква ми е самосвеста, треба да се консултирам со адвокатите? Едноставно можеш да кажеш не. Немам бугарска самосвест. Чао. Дополнително, министерката за рударство и енергетика лаже дека има и чешко државјанство. Најверојатно лаже. Препроверуваме. Но најверојатно министерката за рударство и енергетика Шања Божиновска има само привремено граѓанство на чешка, а не државјанство. Може да се испита, чекаме одговор од Министерство за правда на чешка. Сега излегува бугарската агенција БГНЕС и вика Сања Божиновска воопшто нема поднесено документи, воопшто нема поднесено молба, барање за откажување од бугарско државјанство. А преска тука некој од бугарските гледачи пушти дека согласно член 20 од не знам кој е тој нивен закон, дека има право секој бугарин кој што живее во странство има право загарантирано да се откаже од бугарско државјанство за негови потреби. Може ќе треба у Германија, не може да има двојно, мора да има само германско. На пример. Така да ако она поднела, веќе би била таа постапка завршена. А таа воопшто не поднела такви документи. И ја лаже целокупната македонска јавност дека она се откажала. Дополнително, она не може да има македонско, чешко и бугарско државјанство, што значи дека она има македонско и бугарско државјанство и има привремено граѓанство во Чешка. Ако имаш бизнис, ако имаш ќе ти дадат привремено граѓанство. Види, поентата е дека лаже за многу банални работи. И ова е исто така. И можеме да замислиме
како ќе биде нејзиниот однос по однос на сериозни прашања или прашања кои што се во нејзин личен интерес. Значи, не е толку проблем какви државјанства има, него зашто лаже за нив. И дополнително проблем е што ВМРО-ДПМН се претвори во партија која што проблематизира се што е поврзано со Бугарија, а најголем дел од раководството на ВМРО-ДПМН, имаме и министер од ВМРО-ДПМН, имаат бугарски пасоши, и не само што имаат бугарски пасоши, туку имаат и фирми во Бугарија со кои прават пари. Сега, како ти ќе се бориш против бугаризација ако самиот ти си подпишал документ дека си бугарин? Сега гледа каде е проблемот. Ако она се откаже, сега ми пишуваат, ако она се откаже од бугарското државјанство, не само фирмите, становите во Шпанија и во Португалија се на бугарски гражданини и на бугарските фирми. Ако се откаже, ќе не може да ги задржи таму, бидејќи таму се купе, така е. Продадени се на европски граѓани. Европски граѓани, сега сожалявам с вас, ама малце заебано. Ще си остане българка с български происход. Ајде да го видиме документот што министерката не се сеќава дека го подпишала и документот кој што не се сеќава дека го пополнила. Да видиме што вели тој документ. Ако е пуштен од страна на режија, ќе го прочитам јас. Малце да повежбам ја. Не бе, еве сега ќе ви пуштам од закон. Еве го, ама не. Еве бе од законот, еве што пишува во законот. Ова е декларацијата што да, има бе, подпишано. Да. Еве. Ај ова ако може да го спремите. Еве ти го Иван на Вибер. Аз долу подписаната зајавјам, че имам бугарско национално сознание и сам с бугарски происход. Тја като баша ми, тој роден таму и по народност, и мајка ми таа родена таму, таа држава, тој и бугарка по народност. Ајде да видиме овдека, пушти ми го ова да го прочитаме. Затоа што дека објаснува адвокатска канцеларија ова, која што работи со Илиева Вудчева и Company Law Firm, веројатно таа фирма која што и работела на добивање на бугарско државјанство на Сања. Пишува овдека точно, адвокатски образложено, што значи бугарски происход и какво означава едно лице да е од бугарски происход. Вели вака. Законот предвидува за да се докаже бугарски происход, лицето треба да удостовери че има родествена врска со поне едно лице, негов не знам што е до трет степен, вклучително кој што е од бугарски происход. Законот визира тие до трет степен родни прадења кои означава мајка, татко, прв степен, баба, дедо, втор степен, права, прадедо, трет степен. Значи да кажеш дека сите овие ти се имале бугарски происход. Согласно вториот параграф од дополнителните распоредби на Законот за бугарско гражданство, дефиницијата на лице од бугарски происход е лице на което поне единија ВСВ е бугарин. След всичко изложено до тука, единствено разбирано, че за да се докаже на лице бугарски да, најмалку еден предок е бугарин. Така. И да си пишеш ще се чувствуваш с бугарски происход. Значи ова се условите за Сања Божиновска да се стекне со бугарско државјанство, тоа е да пише дека она има бугарско самочувство и незините предци исто така биле бугари или со бугарско самочувство. Сега проблемот за да се откаже е тоа што ако она се откаже, пропаѓаат фирмите, становите, парите и така натаму.